Ќе го почекаме каде и да е. За нивна среќа, Ко собрание мораме да ги изградиме вистинскиот пристап кон ризикот. Талат Џафери во собранието го пречекаа пароли со неговите зборови и пцовки кои ги упати кон обичните вработени во собранието. Извинувањето кое го бараат од опозицијата како кон вработените во собраниските служби, така и кон сите граѓани, од Џафери не дојде. Од ВМРО ДПМН е бараат оставка од Џафери не само поради скандалозните зборови, туку и поради средба со делегација во која учествувал и чеченски политичар, поранешен пратеник во Руската дума и соработник на режимот во Кремљ. Има ли некој функционер во демократска земја кој навредува вработени и после тоа не понесува одговорност? Одговорот е нема друг освен Џафери. Почитувани, срамно е што државните институции молчат за скандалот кој го предизвикал Талат Џафери, среќавајќи се со безбедносно интересно лице од Чеченија. Неодговорно е од Ковачевски, Пендаровски и Спасовски да молчат за средбите на нивниот Талат Џафери со лицето кој е основач на Сдруженијето Муслиманите со подршка на председателот Путин. Наместо извинување, Џафери на седницата објаснуваше зошто 10 дена не беше закажано нејзино продолжение и реши да нападне опозицијата бидејќи барала продолжение на седницата преку пресконференција. Факт е дека пред патувањето за во Германија имавме договор да не одржиме седница до 25. Меѓутоа, факт е дека во текот на една пресконференција, како што сте се навикнале со комуницирање преку Facebook, имаше пресконференција во собранието и од мене побаравте да продолжиме со работа. Се разбира дека одговорот во петокот беше дека денес продолжуваме со работа. По ваше барање преку конференцијата за печат. Поради мир во коалицијата, Талат Џафери не беше нападнат од премиерот Димитар Ковачевски, иако јасно е дека тој говори во објавениот скандалозен материјал, Ковачевски порача дека од објавеното аудио не можеме да видиме кој со кого зборува. Сега се чека свикување на комисијата за етика каде тема ќе биде однесувањето на Џафери. Кога таа ќе биде свикана не се знае, нејзиниот претседател Панчо Минов вели имал 5 дена.